И добар ден, почитувани слушатели и слушателки Деј и Зид. Денеска, кога го снимаме ние подкастов е недела и идеално време е да више планирате да почнете да размислувате што ќе готвите за вашиот денешен ручек. Напливот на COVID-19 и локдаунот донесе многу кукерс и чефс по Инстаграм. Интересно е што наеднаш луѓето почнаа да готват покрај тоа што го дискутиравме во претходните подкасти со моите гости и вежбаат и прават малку ствари што никогаш не ги правеле. Сега за мене уметноста и храната исто така како и уметност, без разлика што јас сум уметник, иако денеска во некои земји храната е привилегија и луѓето живеат со помалку од еден оброк во некои делови од светот, па дури и во Македонија. Но нашата цел како луѓе што е можно да им помагаме поише на тие луѓе што немаат, али нема да го зборувам сега тоа. Сега денеска ќе збориме за пристапот на храната и колку е таа битна и колку се тие битни вкусови. Со мене е Олег или Чеф Олјо. Олјо, здраво. Како си? Супер. Како се справуваш со локдаунов? Па искрено, како човек што нон-стоп е надвор, дома е само за спиење. Малце чудно беше првите 2 недели, ама сега некако боле. Поче се фокусирам на скилс што не сум можел да ги усовршам толку добро, што е односно печењето и со лебот малце поче да се замара. Али интересно е. Да, многу лебови гледам по интернет и многу ми се свигаат сите лебови. Ја дури купив онакво безглутенско брашно, па правиме такво некој дома, што е супер. Значи, како што напоменав, периодов локдаунов се појавија многу кукерс. Како изгледа од перспектива на професионален готвач сето тоа? И да, те молам представи се, затоа што јас не те представив исто, можеш да кажеш што е твојата професија, каде си образован, кај до сега си работел. Може и едно по едно. Да. Па сега за готвење добив на кај 14 години. Односно јас мало дете бев малце буцкасо и обожавав храна, обожавав да јадам. Не ќе да готвам, обожавав да јадам. Имаше еден ден кога немав пари дома и немав кај да јадам. И најдов дома такви пакованите брауни што се. И реков, ајде да се ја пробам среќа да шо. Искочија многу чудно, горко беше, но мене ми се свигаше и тоа ми отвори као нова визија, ајде да пробам друго. И почнав да мијам салати, они на крај сестра ми го најде факултетот во Бугарија. Тоа е за гастрономија и кулинарство. И со тоа што таму бев ја на факултет, имав две пракси кои беа во Шпанија. Едната пракса беше во Билбао, која беше во ресторан со една мишленинска звезда. Втората пракса беше во Барселона, во кој беше ресторан со 2 мишленински звезди. Значи experience upper level. Да. Она сум ја искусил храната што е на друго ниво. Као тоа е уметност, не е више да одиш само да се најдеш, туку е да отидеш, да седнеш, влагаш во ресторанот, кога те послужуваат во ресторанот, самото мени, самата интродукција на целата храна, на секој дис што еден по еден, како што нас зборат, што е тоа малечко, едно, ама не е малечко, едно туку малечки се 14. Да. И на крајот ќе се најдеш, но сепак поскапо е тоа од еден нормален ден да отидеш во кафана, ама сепак не е за јадењето, туку е за целиот експириенс што ќе добиеш. Апсолутно. Баш пристапот на храната и сите тие вкусови е лудово, така да затоа и храната е уметност. Добро интро е, птен ми се свига ова. Денеска си во Македонија, да, денес се живе во Македонија Олег и готви во БКВ. И како беше транзитот од Мишелин Стар, враќањето во Македонија и све останато? Јас знам дека ти го сакаш птен Скопје, ние се знаеме, дискусиите со тебе за храна секогаш се многу интересни, затоа што конкретно наоѓаш одма мерки, гледаш кој што се комбинира
прилично знаеш и нутриционистички работи и све останато. Како беше тој транзит од Мишелин во враќање во реалност? Искрено, ја добив понуда за БКВ док бев во Шпанија. Јас откако бев 6 месеци во Шпанија, во Барселона, на половината од мојата пракса, односно на третиот месец, ни пишаа за БКВ. И ја немав никаков план да се враќам во Македонија, да работам во Македонија, затоа што само што почнав да го истражувам кулинарството во другите држави, но од кога видов као рендери од како изгледа БКВ, бев фано фасциниран. Као таков локал нема во Македонија фиксно. Баш кај предизвика да правиш нешто кај што ништо нема реално. Да, и сега јас што сум прошол 2 пати по 6 месеци во Шпанија и сум учел какви различни техники, како да се спрема различни храни. И одеднаш мене ми се дава понуда да работам во кујна, во што може да се тестирам што сум научил до сега. Што е фантастично. Така, и мојот дел од понудата беше јас, ако доаѓам во БКВ, да земам уште еден човек со мене. Односно, таа ситуација беше Пол. Да. И заедно за Пол почнавме да експериментираме, да видиме што да направиме и го креиравме почетното мењу на БКВ. Што беше прилично фјужен некој. Па да, тоа беше затоа што јас тоаш првиот шеф се викаше Никола. И со него седнувавме секој ден по 2,5-3 сата дискутиравме на целото мени. Со тоа што како сме ја направиле кујната, според кујната како што сме ја направиле кој еквипмент го имаме, според кој еквипмент го имаме, мените да го склопиме. За никогаш да нема никаква конфузија. Пристапот кроз уметноста, храната и начинот на конзумирање и се останато, што е добро Ептен. Супер, значи Ептен ти беше уживање да го прифатиш тој предизвик, верувам дека и не било ни лесно да се направи тоа, али имплементацијата на искуството си го донесла своето. Супер е храната од БКВ, ова име free sampling сега, али тоа е затоа што си ми соговорник денеска. Како ја третираме храната ние како луѓе денеска? Мислам покрај тоа што нели сите гледаат да се најават и што е можно поише. Дали мислиш дека малце се отворија работите околу храната овде? Па гледај, со тоа што од кога почна цела оваа кризна ситуација, цела коронавирус, еден од најголемите проблеми сега што е на планетава е food кажи го waste. Тоа што многу храна се фрла, од хотелските индустрии тони храна се фрлаат. Тоа што не обоси, сега луѓето се дома и ќе направат 2 лева и сега тие 2 лева за ден и пол ќе ги снема. Да. Со тоа што ако работат маркетите ќе оди ќе купи 2 лева и после тоа ќе јаде негде надвор и тој леп ќе стврдни ќе фрли. И односно од кога почна цела оваа кризна ситуација, food waste многу се намали, критично се намали. Што е една страна добра, да. Да, ќе подигне self-awareness на колку храна се фрла. А се фрла многу? Се фрла многу. Некако во Македонија имам чувство дека се буди таа свест, социјалното тоа што се прави иницијативи кои што готват за социјално загрозени категории, па дури имају некој еден вебсайт Кулинари МК, каде што они заедно со професори готват во средното училиште за готвење, така да мислам дека работите ќе се менуваат у поглед на храната и луѓето ќе бидат свесни како да им му помогнат на екосистемот и да не се троши толку многу храна непотребна, пошто нели во Европа више има и ethical treatment на одгледување на животни, slow food и останато. Некако стварно има некој нов movement што е многу добро. И се надевам дека ќе извлечеме некоја добра поука од сето ова што се случи во моментов. Сега. Да, и деновиве, како што веќе спомнав, на Инстаграм Ептен гледаме храни и све останато. Мислам, ја и пред ковидов гледав многу големи готвачи и све останато. Се надевам дека некад ќе отидеме у тие ресторани што сме ги зборувале да ја вкусиме храната. А и да, и се надевам дека ќе пробам цветови во блиска иднина. И како изгледа од перспектива на шеф,
кон целиот овој инвазија на фуд на Инста? Како ти го гледаш? Така, јас на почетокот почнав лебови, беа само лебови. Првиот месец дена беа само лебови, ништо друго не гледав на Инстаграм. Но еве више колку месеци, пол два скоро помина. И гледам дека луѓето почињаат да прават ствари што стварно мене ми биле тешки да ги направам понекогаш. Као бриош лепчиња што се најтешко лепче да се прави, луѓе ги прават. Стварно као ме изненадуваат како луѓе што ги знам лично, што си сакале да готват, прават некои као шеф мувмент, разбираш? Што интересно е, да. Многу интересно, да, изгледа нема што да прават, па стварно се идат да sharpening their cooking skills. Па да, биди, тоа се тешки времиња, пошто седиме дома, или ќе готвиш, или ќе вежбаш, или ќе преживуваш со уметност, така да... Така е. Ептен. Не знам, исто така, кога сме кај мувменти, многу ми се свига оној One Night ресторант у Европа, нели, многу луѓе ги рентаат своите станови и доаѓаат готвачи и готват, нели, за една вечер, така да може би ова ќе отвори некои други моменти тука, не знам, не се знае. Па, јас до сега, да кажем искрено, на 3 локации сум го правил тоа. И на 3 локации бургери сум правил. Да, јас сум бил 2 пати, штета што не јадам месо. Тоа е блиски луѓе што рекле, ајде да се договориме да правиме бургери, и така се десло и им се свиѓа на луѓето тој концепт, ќе видиме на како ќе се развива. Не бе, многу е башка стрит фуд маркет, поку е популарен низ светот, онака најразлично. Така и тоа фали кај нас, тоа највеќе фали пред fine dining, пред се фали стрит фуд. Да пробаат нешто друго, како што кебапче со хумус, како има вкус. Кебапче со лепи круги. Традиција е, но сепак треба се проба ново. Да, тебе ти е предизвик уствари да ги миксаш тие традиционални храни со нешто апгрейдирано. Тоа сме го правилен или и ние као муабет, дури јас сум пробал некои твои дипс што ептен биле добри. Како ја гледаш и днината на храната, некако, ако можеме да издефинираме, пошто реално секој ден е многу различен у поглед на трендовите на храна. Индустријата е многу растечка, нели? Мислам, не е све сандвич со компир манџа што јас се смеам цело време. Така е. Вака што развитокот на индустријата е чудно затоа што порано се собивало на традиција. Ако пицата се правела со тие состојки, пицата се правела со тие состојки, ти не смееш да помислиш да е некоја друга состојка. Но сега што толку е развиено, има у држави као Шпанија, у градови као Барселона, има на 1 километар имаш 15 различни кафетерии кои справат различни храни и ти више не можеш тоа да го покриеш, разбираш како луѓето сака да се експериментираат, мешаат шпанска храна со азиска храна, видат што ќе искочи на крајот. Сепак не ја понижувам јас традицијата, но викам може да се проба. Апсолутно, фјуженот е најбољи момент, зашо не е? Имав еден као интеракција со мајка ми, правевме бурек дома и се она го прави месото за бурекот и вика само кромите мелено месо. Ја викам, зошто не стеш кумин внатре? Она вика, не така се прави. Викам, не, мамо, стај кумин боле ќе биде, ама не е така традиционално бурек. Мамо, стај кумин, слушај ме. Не геше да стај кумин, не стај кумин, скришни се свигаше на крај. Да, зачините... Тражните да пробаат ново, тоа е проблемот. Да, поготово реално кога ќе ти донесат некој дайнинг фин, не знаеш дали да го јадеш, дали да го сликаш. Така е, особено ако е fine dining, више што и мене, као јавот не одолувам да го јадам, да го видам пред мене како е. Да, баш кај сигурно кај тебе пристапот е друг, ти ги бараш вкусовите, пробуваш да ги идентификуваш, ние јадачиве истото тоа го правиме, али друго е као шеф кога ќе го пробаш тоа. Да. Интересно е што, например, Македонија е фантастично за поглед на овоше и зеленчук и све останато. Ја и ти сме збореле баш за мешање на тие традиционални со модерни вкусови. Што мислиш дека е next big step као Македонија, као конзументи на храна? Знам дека бургери бе растурија, као 3-4 години само бургери, нели? БКВ сега кога отвори исто само бургери, мениво ваш.
имате неколку видови на бургери, мене ми се свига неколку салати, равиоли, све тоа, али како ти делува за развојот на сцената овдека? Знам дека има и фини ресторани овде, сме ги јаделе, има и фантастични кафани као Чамо, Челик и се отворија и некои нови места. Дали мислиш дека луѓето се спремни за некој дайнинг нов? Глеј, со тоа што кај нас не го гледам тоа како проблем, туку така сме израснати, така е нашата традиција, со тоа што кај нас и тие што се прилично богати луѓе, колку и да имаат пари, колку и ваму таму, пак тие се седнуваат во кафана. Затоа што тие сакаат да седнат во кафана. И традиционално е. Така, и сега ти тоа го промениш е малце потешко, но после според бургерите се отворија некои прилично различни нови места со различни кујни, различни типови на кујна, различни свет од светот и така натаму. Што прилично интересно. Салатките се супер сезона сега, тоа чекам да почнеме да јадеме салати различни. Тоа почна салатите почна да се разигруваат. Ептен, оние букети на Инстаграм што ги гледавме од зеленчук како добри изгледаат. Да, и прилично интересно е што почна да се развива бранч. Култура у Скопје и у Македонија. Што ми се свига Ептен, да. Да, бранчот е многу убав дел од денот, као ти си на кафе, нешто каснеш, simple, light и после тоа одиш да работиш и одиш на ручек. Да, Ептен. Не треба се најадеш ти на бранч. Бранч ако не се јадел до ручек, скоро треба да јадеш ручек па да мцнеш нешто. Да, бранч е супер. Многу ми се свига концептот на бранч и дури поише практикувам бранч у задње време ниво ручек, али тоа е моментот, реално ти кога седнеш у кафана, а и ние реално како балканци сакаме да седиме у кафана, кој тепуеш 5-6 сати и така да и треба да се отвори некој нов момент, например као пиеме виски цел живот, а ракија до пред некое време као се третираше као само за кафана. Чисто така интересен момент и вајда треба да се менува. Што знам, дали мислиш дека овој напливов на еко индустријата, на plant-based meat и онакви ствари малце ќе ја успори индустријата или пак не, тоа се само трендови, пошто реално веганството е тренд некаков, покрај тоа што е мувмент и етнички да се грижиме за животните, ами се гледа дека многу таа индустрија зима замав и ова plant-based meat, као не знам колку милиони, сега да не треснам некоја бројка, али гледам дека има сериозен бизнис замав, некако фастфуд ресторани како Burger King, McDonald's, више ставаат вегански, вегетаријански опции, што никогаш ги немаме претходно. Као тебе ти изгледа? Гледај, со тоа што ти тоа да го направиш како еден ресторан или како индустрија, треба да имаш многу голем траст од твоите customers. Со тоа што ти за да трнеш плескавицата и да ставиш нешто веган, е многу голем мувмент со тоа што можеш да изгубиш многу голем дел од твоите customers, затоа што јас сакам месо да јадам, пример. Така со тоа што корпорации како McDonald's, што се масивни и онако смени нешто, тоа нема да им смени на customers, затоа што они го бараат вкусот на McDonald's, не го бараат experience. И таа е разликата што сега, пример, еве да се сменум Скопје, место да има плескавици, да има пленд плескавици, тие што не се вегани како ќе реагираат на тоа. Да, нема да им биде лесно. Таа е разликата и со тоа што тоа е окей мувмент, ама мислам дека многу споро ќе се развива. Да. Со тоа што имам прашано неколку луѓе што се вегетаријанци, као им покажувам као стек направен plant-based и они се као, не би гледало, пак изгледа на месо. Да, и тоа е исто, има луѓе што онака комплетно етички се оставени. Ја, например, јадам сосидж, веган сосидж, се тоа и
Ја не можам да осетам разлика, иако 15 години прошле, али интересно ми е тој мувментот, исто така ми се свиѓаат овие освестувачки состојби за смутиња, за блендање, за flavors. Да, поред левот и тоа смутиња многу гледам на Инстаграм, нон-стоп. Да, каши овесни, мислам дека се трендинг исто многу. Баш дали у чаша, дали у такво чинивче. Да. Али на тоа само и тоа е уметност како ги редат, како ги прават различни со цветови се различни. Да, многу јако изгледа. Можеме ли да им предложиме на нашите слушатели некој едноставен рецепт или тоа е too much? Може сега. Што ти е тебе фейв? Што би им предложил на нашите слушатели? Што да направат? Па според мене вака за доручек, иако не сум голем фан на јајца, но почирани јајца обожавам. Да, и обкава ги прави, таа е драма. Со тоа што многу луѓе се плашат од поширани јајца, но не е нич тешко да се направи. Како се што ти треба само да имаш тавче, ставаш вода внатре и јајцата ги вадиш од фрижидерот, ги оставаш на собна температура да дойдат. Потоа, од кога ќе не треба да врие, треба да крчка водата. Само ќе скршиш јајцето и ќе го ставиш внатре во водата. И чекаш. Кога ќе дојде јајцето горе, готово. Односно кога ќе исплива на површина. После тоа го вадиш, ако сакаш го ставаш на хартија малце да се засуши, и полека го ставаш на лепчето. Од кој што на лепчето можеш да ставиш, сакаш сирење, сакаш гуакамоле. Со гуакамоле е многу добра комбинација. Исто само со авокадо и сол е исто многу убава комбинација. Или ако сакате да правите холандез, што е малку потешко, но тоа на YouTube не мора да проверите, зашто е комплицирана. Да се објаснува сега. Ми потекоа лиги малце, сега като слушам. Но сепак не е толку тешко каде што на YouTube ќе најдеш ги дека што треба да ја матиш водата, па да ја така да ставаш яйцето матената вода, па да се распарчи на сите страни. Не. Или уште полесно, купете си такви кесички што се за смрзнување ствари, тие подзидните, ставите го яйцето внатре, врзете кесичката и ставите го тоа во водата. Нема се стопи кесата, хотели така го прават и така е најлесен начин. Топ. Еве дечки, ексклузивна прилика за паширани јајца, пошто гледам дека прилично многу ги постираат исто и нив, што е супер. Олег, дали нешто пропуштивме што сакав да те прашам или не, пошто мислам дека прилично опативме теми. Многу е битно и луѓето да станат свесни за тоа што го јадат и да уживаат нели храната. Така. И јас се надевам дека у блиска иднина ќе се отворат малце повише луѓе и за други фјужен вкусови, затоа што реално у Скопје немаме ниту индиски ресторан, ниту не знам што. Се надевам дека тоа у блиска иднина малце ќе се смени. И можеме ли нешто да им препорачаме за како да ја третираат храната? Овака, според мене, едно од најбитните сега ствари за да мрдне храната кај нас е со тоа што да имаме ние може средно школо ugostiteljsko, но јас мислам дека мора да имаме факултет за кулинарство. Така. Со тоа што тоа ќе резне мувмент кај што луѓе ќе сакаат да видат како е. Има интерес затоа што кај нас нема факултет за кулинарство и многу луѓе одат во странство. Да, и таму остануваат, не? Да, ја губат пасијата, се вратат во Македонија затоа што таму има иднина, разбираш. И сега, значи, ако има кај нас факултет, од тој факултет луѓето што ќе искочат, ќе бидат во Македонија искочени. И ќе сакаат да работат на место, со тоа што ќе се отворат врати за пракси. Тоа што луѓе ќе сакаат да доаѓаат да научат од тебе нешто, не само за пари да работат. И така, значи ни треба нас луѓе што имаат пасија за нивната работа, не само за отиде дневница, земи да се отиде дом и да чека одмah с пола сат, да заврши смена и пола сат цупка со нозет. Да. Сепак треба љубов за храна, треба љубов, не е само направи го ради реда. Да, добра порака.
Супер, почитувани слушатели, денеска со мене беше Олег Забазновски, Чиф Олјо. И Олјо, како ти Инстаграмот, кажи да те следат, да учат нешто ново од тебе. She calls me Олјо или Да. или cooking профилот што ми е Шимељо Локо. Шимељо Локо, да, заследете го Шимељо Локо, пошто прилично многу интересен пристап има на храната. Јас сум имал среќа да јадам некои храни од него. Се надевам дека од догледни дни ќе гледаме некои по-private cooking sessions, кај што ќе можеме да живееме малце и храната на некој начин. И кафињава не ги спомнавме, нели? Се приметил дека малце има и некоја нова свест за кафиња? Па немам, искрено сега видов пред некој ден како стават млеко во лед и после тоа го матат кафето со шеќер. Да, тоа е птен трендинг на Инстаграм. Го стават од згора. Со тоа што не знам како да го сват, го пробав и мене не ми беше нешто многу вкусно затоа што многу кафе има во тоа. Тоа е огромна количина на Нескафе за еден човек. Да. Ние кој еспресо што си пиеме, тоа е многу кафе. Да, тоа е екстремно многу кафе. Сепак добар експириенс, ама според мене и од нутриционистичка страна е многу кафе, особено Нескафе. Да. Не знам, дали мислиш дека ние како балканци сме научени однака мегаломански само да примаме храна, без да сме свесни за нутриционистичките вредности и све останато? Тоа е еден од тие, да не кажам проблеми со fine dining-от и со Балканот, со тоа што да седнеш во fine dining ресторан, не мора да е Michelin fine dining, треба да седнеш и да платиш 60 евра, од кои за истите пари можеш да седнеш у кафани за 60 евра да јадеш цела вечер. Да. И сега, Ама таа разликата и со тоа што ќе треба да се, не знам, да се представи на начинот како што се представува пример во Шпања, односно во тапас баровите. Они имаат мени со 7 дишес и тоа мени е 11 евра, што не е уопште скапо. да, тоа е. За тоа што треба да се почне концептот каде што има мени, ама не е скапо, пример да е 250 денари мени. И у менито ти имаш ствари што најмалците си продаваат од твојот ресторан и ги продаваш од тоа мени, за луѓето ги пробаат. Затоа што обично тие ствари што се најмалку продавани се луѓето што немаат пробано ствари. Да, а и луѓето се плашат од непознатото, тоа стандард, не само храна, пијачки и све остало во животот, да. Да, ова е добра идеја, се надевам дека ќе се имплементира. Вие у БКВ направивте 50% понеделници, што исто гледам е прилично интересно и луѓето што пробуваат вајде нови ствари цело време, така да супер е ова што го кажа. Да се надеваме дека од догледни дни ќе имаме такви некои нови развојни форми на храна. Супер. Олег, фала ти пуно. За крај, дали можеме нешто да прачаме или едноставно само им кажеме да готват и да се свесни за тоа што го готват. За сите тие што прават леп, ако имаш активен квасец, односно тоа што се смрзнува, а треба у рецептата да ставиш сув квасец, активниот е дупло од сувиот. Аха, ете, супер. Ова го дознавме. Ја денес планирав да месам тесто некое. Супер. Океј. Јас ќе ве поздравам тука. Се надевам дека уживавте во 13-та епизода на Celebrate Life подкастот. Со мене денес беше Чиф Олјо. Заследете го на Инста Шимелјоко, му е cooking профилот. Прилично интересен пристап има, без разлика што е мишелински едуциран и едуциран за храна и све останато. Уживајте во овие мигови додека сме дома и потрудете се да го правите тоа што го сакате поише. Бидете свесни за животната средина, за тоа што го јадете и сакајте го целиот тој пристап и останете отворени за новите вкусови. Олег, фала пуно.
Фала и на тебе. Чао. Чао, чао.